Антуан де Сент-Екзюпери. Малиот принц. На Леон Верт. Ги молам децата да ми простат што оваа книга ја посветувам на возрасна личност. Но за тоа имам едно сериозно извинение. Таа возрасна личност е мојот најдобар пријател што го имам на светот. Имам и друго извинение. Таа возрасна личност може да разбере се, па дури и книга за деца. Имам и едно трето извинение. Таа возрасна личност живее во Франција, каде што има глад и студ. Таа вистина има потреба од утеха. Иако сите овие извиненија не се достатни, тогаш оваа книга сакам да му ја посветам на детето што некогаш била оваа возрасна личност. Оти сите возрасни прво биле деца, но малку од нив се сеќаваат за тоа. И, значи ја поправувам својата посвета на Леон Верт кога беше малечко дете. Глава 1. Кога имав 6 години, еднаш видов прекрасна слика во една книга за џунглата што се викаше Жива историја. Сликата представуваше змија боа која што голташе едно мече. Во книгата пишуваше: змиите боа го голтаат својот плен цел без да го џвакаат. Потоа тие не можат да се помрднат и спијат 6 месеци колку што трае варењето. Јас тогаш многу размислував за авантурите во џунглата и успеав сам со една боичка да го нашаркам својот прв цртеж. Им го покажав моето ремек дело на возрасните и ги прашав дали им е страв од мојот цртеж. Тие ми одговорија: зошто да ни е страв од една шапка? Но мојот цртеж не представуваше шапка. Тој представуваше змијата боа како вари еден слон. Тогаш ја нацртав внатрешноста на змијата боа, за да можат возрасните да ме разберат. Ним секогаш треба да им се објаснува. Возрасните ме советуваа да ги оставам настрана цртежите на змијата боа, зашто е подобро да се интересирам за географија, за историја, за сметање и за граматика. И така, на возраст од 6 години, ја напуштив таа убава кариера на сликар. Бев обесхрабрен од неуспехот на мојот цртеж број 1 и на мојот цртеж број 2. Големите никогаш ништо не разбираат сами, а тоа е толку заморно за децата, зашто постојано мораат да им даваат објасненија. Тогаш морав да изберам некој друг занает и научив да пилотирам. Летав помалку секаде низ светот и географијата навистина многу ми послужи. Јас знаев на прв поглед да ја разликувам Кина од Аризона. Тоа е многу корисно, особено ноќе кога ќе се залута. Така, во текот на мојот живот имав едно чудо познанства со едно чудо возрасни луѓе. Многу сум живеел меѓу нив. Ги гледав од многу блиску, но сепак тоа не го поправи многу моето мислење за нив. Кога ќе сретнев некој што изгледаше малку чуден, се обидував кај него со мојот цртеж број 1, што го имав зачувано. Сакав да знам дали навистина некој од нив може да разбира, но секогаш ми одговараа: тоа е шапка. И тогаш не им зборував ни за змиите боа, ни за џунглата, ни за звездите. Се однесував како и тие. Им зборував за бридж, за голф, за политика и за кравати. И возрасните беа многу задоволни што запознале еден исто толку умен човек. Глава 2. Живеев така сам, без некого со кого би можел навистина да зборувам, се до едно паѓање во пустината Сахара пред 6 години. Нешто се скрши во мојот мотор, а бидејќи со мене немав ни механичар ни помошник, се приготвив сам да се обидам да ја изведам тешката поправка. Тоа за мене беше прашање на живот или смрт. Оти вода за пиење имав одвај за 8 дена. Таа вечер првпат се успав на песокот 1000 милји оддалечен од секаква населба. Бев многу поосамен одошто некој бродоломник на некој брег таму во средината на океанот. И сега, замислете го моето изненадување кога во мугрите ме разбуди едно смешно тенко гласче.
ми велеше. Те молам, нацртај ми една овца. Нацртај ми една овца. Рипнав како погоден од гром. Добро си ги протрив очите, гледав убаво и видов едно чудно малечко човече кое што сериозно ме наблюдуваше. Еве го неговиот портрет што подоцна успеав најдобро да го направам. Мојот цртеж се разбира многу помалку одушевува од моделот, но тоа не е по моја вина. Бев обесхрабрен во сликарската кариера од возрасните уште во 6-та година и не научив ништо да цртам освен змиите боа. Ја гледав оваа појава со вргалени очи од чудење. Не заборавете дека се наоѓа 1000 милји од секаква населба. А моето малечко човече не ми изгледаше ни залутано, ни мртво од умор, ни мртво од глад, ни мртво од жед, ниту пак мртво од страв. По ништо не прилегаше на дете загубено во пустина на 1000 милји од секакво населено место. Кога на крајот на криштата успеав да разберам, му реков: Ама, што бараш ти овде? Но тоа ми повтори сосема полека и сосем сериозно. Те молам, нацртај ми една овца. Кога е мистеријата толку голема, не смее да не се послуша. Колку и да ми изгледаше сето тоа чудно, на 1000 милји далеку од секаква населба и во смртна опасност, сепак извадив од џебот парче хартија и една писалка. Но тогаш се сетив дека учев само географија, историја, сметање и граматика и му реков на џуџето, малку подналутено, дека не знам да цртам. Човечето ми одговори: Тоа не пречи ништо, само нацртај ми една овца. Но бидејќи никогаш не сум цртал овца, направив за него еден од оние два цртежа за кој единствено бев способен. Му го нацртав оној на змијата боа како ја вари храната. И бев чудовиден кога го чув моето малечко џуџе да ми вели: Не, јас не сакам слонова боа. Боата е многу опасна, а слонот е многу голем. Кај мене е се малечко. Сакам овца, нацртај ми овца. Тогаш нацртав. Малечкото гледаше внимателно и рече: Не, таа е многу болна. Нацртај ми друга. Нацртав. Моето пријателче се насмевна толку благо и со некаква добродушност. Па гледаш, тоа не е овца, тоа е овен. Има рогови. Уште еднаш го преправив мојот цртеж. Но и тој беше отфрлен како и претходните. Таа е многу стара. Јас сакам овца што ќе живее долго време. Тогаш, од нетрпението и брзав да ја почнам поправката на мојот мотор, го нашаркав овој цртеж и му го фрлив. Тоа е сандак, а внатре е овцата што ја сакаш. И да видите, многу се изненадив кога видов дека се разведри лицето на мојот млад критичар. Токму тоа го сакав. Што мислиш? Дали ќе ѝ треба многу трева на овцата? Зошто? Оти кај мене се е многу малечко. Сигурно не ќе ѝ треба многу. Ти дадов сосем малечка овца. Тој ја накриви главичката кон цртежот. Не е толку малечка, но погледни, таа се успа. Ете, така се запознав со малиот принц. Глава 3. Многу време ми требаше за да разберам од каде доаѓа. Малиот принц ми поставуваше толку многу прашања, а се правеше како да не ги слуша воопшто моите. И само зборовите, случајно изречени во разговорот, малку по малку се ми открија. Така, кога првпат го забележа мојот авион, не можам тука да нацртам авионот и тој цртеше многу тежок за мене, ме праша: Што нешто е ова? Тоа не е нешто, тоа лета, тоа е авион, мојот авион. И се гордеев што му кажав дека јас летам. Тогаш тој извика: Што? И ти си паднал од небото? Да, му реков скромно. Што е смешно? И малиот принц почна толку сладко да се смее што дури ме налути. Јас сакам моите незгоди да се сваќаат сериозно. Потоа тој додаде: Значи така, ти исто доаѓаш од небото. А од која планета си ти?
Забележав дека тајната на неговото доаѓање почна да се расветлува и веднаш го прашав: "Ти, значи доаѓаш од некоја планета?" Но тој не ми одговори. Полека ја нишкаше главата гледајќи го мојот авион. Со ова не си можел да дојдеш од многу далеко. И тој попадна во некакво мечтаење што траеше подолго време. Потоа ја извади од џеб мојата овца и се задлабочи во посматрање на своето богатство. Замислете колку ме возбуди оваа полудоверба за другите планети. Настојував да разберам нешто повеќе за тоа. Од каде доаѓаш, малечок? Каде е кај тебе? Каде сакаш да ја однесеш мојата овца? Но тој се замисли и по извесна пауза ми одговори: Многу е добро што ми го даде сандакот. Оти тој ќе служи како кујичка. Се разбира, и ако бидеш добар ќе ти дадам и едно јаже за да ја врзуваш преку ден и едно колче. Изгледа дека малиот принц се зачуди од мојот предлог. Да ја врзувам? Каква смешна идеја! Но ако не ја врзеш, таа ќе појде некаде и ќе загине. И мојот пријател пак се насмеа. Ама каде сакаш да оди? Каде и да е, право пред себе. Тогаш малиот принц сериозно ми забележа. Нема ништо од тоа. Кај мене се е толку малечко. И ми се чини малку натажено рече: Ако се оди право пред себе, не може да се стигне многу далеку. Глава 4. Така научив уште една многу важна работа, дека неговата родна планета е одвај поголема од една куќа. Тоа не можеше многу да ме зачуди. Оти јас знаев многу добро дека надвор од големите планети, како што се Земјата, Јупитер, Марс, Венера, на кои им се дадени имиња, има стотини други планети, понекогаш толку малечки, што и со телескоп одвај се забележуваат. Кога некој астроном ќе открие некоја таква планета и дава име со број, ја вика, например, астероид 3251. Јас имам сериозни причини да верувам дека планетата од каде што дошол малиот принц е астероидот B612. Тој астероид е забележан само еднаш преку телескоп во 1909 година од еден турски астроном. Тогаш тој поднесе многу голем реферат за своето откритие на еден интернационален конгрес на астрономите. Но никој не сакаше да му верува поради неговата облека. Возрастните личности секогаш се такви. За среќа, за репутацијата на астероидот B612, еден турски големец му нареди на својот народ по цена на смрт и живот да носи европска облека. Кога астрономот го поднесе својот реферат во 1920 година, беше облечен во многу елегантна облека. И овој пат сите го прифатија неговото мислење. Тоа што ви ги раскажав овие детали за астероидот и што ви го доверив дури неговиот број, е само заради возрастните. Тие сакаат бројки. Кога им зборувате за некој нов пријател, никогаш нема да ве прашаат за она што е важно. Тие никогаш нема да ви речат: каков е звукот на неговиот глас? Кои се игрите што ги сака најмногу? Дали собира пеперутки? Тие ќе ве прашаат колку години има, колку браќа има, колку е тежок, колку заработува татко му, и само тогаш мислат дека го познаваат. Ако им речете на возрастните: видов една убава куќа со розови тули, со гераниуми на прозорците и со гулапчиња на покривот, тие нема да успеат да ја замислат таквата куќа. Треба да им се каже: видов една куќа од 100.000 франка. Тогаш тие ќе извикаат: колку убава куќа! Така, ако им речете: доказ дека малиот принц постоеше е тоа што тој беше многу убав, што се смееше и што сакаше една овца. Кога се сака една овца, тоа значи дека се постои. Тие ќе ги кренат рамениците и ќе ве сметаат за дете. Но ако им речете: планетата од каде што доаѓаше тој е астероидот B612, тогаш ќе бидат убедени во тоа и ќе ве остават намира со нивните прашања. Тие се такви. И не треба за тоа да им се лутиме.
Децата треба да бидат многу попустливи спрема возрастните. Но, се разбира, нам, кои го разбираме животот, многу ни е грижа за бројките. Би сакал многу да сум го почнал овој расказ како што почнуваат сказните. Си бил некогаш еден мал принц кој живеел на една планета, одвај малку поголема од него и кој имал потреба од еден пријател. На тие што го разбираат животот, тоа ќе им изгледа многу повистинито. Оти јас не сакам мојава книга да се чита површно. Чувствувам толку тага кога ги раскажувам овие спомени. Има веќе 6 години откако мојот пријател замина со својата овца. И ако овде се обидам да го опишам, тоа го правам само за да не го заборавам. Многу е тажно да се заборави еден пријател. Таков пријател нема секој. И јас би можел да станам како и возрастните што се интересираат само за бројки. И за да не станам таков, купив една кутија со боички. Сега, во овие години, цртањето е многу тешко за мене. Оти никогаш не сум правел други обиди, освен оние со змии и боа кога имав 6 години. Се разбира, јас ке се обидам да направам колку што можам поверен портрет, но не сум сигурен дека ќе успеам. Еден цртеж ќе успее, но вториот веќе нема да личи. Ми се чини дека се лажам за големината. На еден цртеж малиот принц е многу голем, а на друг пак многу малечок. Се двоумам исто така и за бојата на неговата облека. Но ќе се обидам и така, па ќе биде колку добро, толку и лошо. На крајот на краиштата можеби ќе се излажам и за некои многу важни детали, но тоа треба да ми се прости. Мојот пријател никогаш не даваше објасненија. Тој можеби веруваше дека сум му сличен нему. Но за несреќа јас не умеам во сандак да видам овца. Можеби сум малку како и возрастните. Се чини дека сум остарел. Глава 5. Секој ден дознавав понешто за неговата планета, за тргувањето, за патувањето. Тоа доаѓаше сосема полека. Така, третиот ден се запознав со случајот на баобабите. Овој пат тоа стана благодарение на овцата, оти малиот принц, како обземен од некое тешко сомневање, одеднаш ме праша. Вистина ли е? Нели дека овците јадат гранки? Да, вистина е. Колку сум среќен. Јас не разбрав зошто е толку важно овците да јадат гранки, но малиот принц продолжи. Значи тие исто така јадат и баобаби? Јас му забележав на малиот принц дека баобабите не се гранки, туку големи дрвја како црквите и дека дури и да донесе цело едно стадо слонови, тоа стадо нема да досегне до врвот на еден единствен баобаб. Идејата за слоновите го насмеа малиот принц. Би требало да се стават еден врз друг. Но веднаш сериозно забележа. Баобабите пред да пораснат биле малечки. Тоа е точно, но зошто сакаш овците да ги изедат малечките баобаби? Тој ми одговори. Добро, ќе видиме. Како тука да се работеше за некоја очевидност. И мене ми требаше голем напор за да го разберам проблемот. Всушност, на планетата на малиот принц имало, како и на сите планети, добри и лоши тревки. Значи, од добрите зрна добри тревки, а од лошите зрна лоши тревки. Но зрната се невидливи. Тие скриени спијат во земјата се додека на едно од нив не му текне да се разбуди. Тогаш тоа се јавува отпрвен срамежливо и стерува кон сонцето едно убаво, малечко и сосем безопасно никулче. Ако се работи за никулче од репка или од ружа, може да се остави да расте колку што сака. Но ако се работи за некое лошо растение, веднаш треба да се искорне штом ке се познае. Така, на планетата на малиот принц имало многу страшни зрна. Тоа биле зрна на баобаб. Земјата на планетата била просто заразена од нив. И затоа, ако баобабот го препознаеш многу доцна, од него никогаш веќе не можеш да се ослободиш. Тој ја опфаќа сета планета, ја рие со своите корења. Иако планетата е многу малечка, а баобабите се многу бројни, тие ќе ја разорат. Тоа е прашање на дисциплина.
ми велеше подоцна малиот принц. Кога наутро убаво ќе се дотераш, треба сериозно да ја дотераш и планетата. Треба да се принудиш баобабите редовно да ги корнеш, штом ќе познаеш меѓу ружите, на кои многу личат кога се млади. Таа работа е многу здодевна, но многу лесна. И еден ден ме посоветува да се погрижам да направам еден убав цртеж, за да можат тоа подобро да го запомнат децата од мојата планета. Ако еден ден патуваат, ми велеше тој, тоа ним ќе им послужи. Има работи за кои не е опасно да се оставаат за подоцна, но ако се работи за баобабите, тоа е секогаш катастрофално. Знаев за една планета на која живеел еден мрзливец. Тој така оставил да растат 3 гранки. И така, според упатствата на малиот принц, ја нацртав таа планета. Јас воопшто не сакам да ви солам памет, но опасноста од баобабите е толку малку позната што навистина е голем ризикот на оној што ќе залута на некој астероид. Затоа единствен пат морам да направам исклучок во мојот принцип и велам: деца, чувајте се од баобабите. Тоа го правам за да ги известам моите пријатели за опасноста што веќе долго време ја допираат како и јас самиот, без да знаат за неа. О, колку работев на тој цртеж! Но поуката што ви ја давам ми ја исплатува маката околу него. Вие можеби ќе се прашате, зошто нема во оваа книга и други толку грандиозни цртежи колку овој за баобабите? Одговорот е многу прост. Се обидов, но не успеав. Кога ги цртав баобабите, бев одушевен од чувството на предупредување. Глава 6. О, мал принцу, ете така, малку по малку го разбрав твојот малечок, меланхоличен живот. Ти долго време немаше за забава ништо освен убавината на сончевиот залез. Тој нов детаљ го дознав 4-тиот ден изутрина кога ми рече: Многу го сакам зајди сонцето. Ајде да видиме едно зајди сонце. Но треба да чекаме. Што да чекаме? Па да чекаме сонцето да зајде. Тој тогаш многу се изненади и потоа се смееше на самиот себе си и ми рече: А јас секогаш мислам како да сум си кај мене. Но сите знаат дека кога е пладне во Америка, сонцето во Франција зајдува. Би било доволно кога би се можело само за 1 минута да се појде во Франција и да се присуствува на зајди сонцето. За несреќа, Франција е многу оддалечена, но на твојата толку малечка планета тебе ти беше достатно само да го повлечеш столчето за неколку чекори. И ти ја гледаше прик вечерината секогаш кога тоа си го сакал. Еден ден видов 43 пати како зајдува сонцето. А малку потоа ми рече: Знаеш, кога е човек многу тажен, тој го сака зајди сонцето. Оној ден на 43 зајди сонца ти, значи, беше толку многу тажен. Но малиот принц не одговори. Глава 7. 5-тиот ден, пак благодарение на овцата, ја открив оваа тајна од животот на малиот принц. Одеднаш, без размислување ме праша како да ми поставува проблем за кој долго време размислувал во тишината. Ако овцата јаде гранки, таа исто така јаде и цвеќиња. Овцата јаде се што ќе сретне. Дури и цвеќиња што има трнчиња? Да, дури и цвеќиња што има трнчиња. Добро. А зашто им служат трнчињата? Јас тогаш не го слушнав. Бев многу зафатен околу одвртувањето на еден престегнат штраф од мојот мотор. Бев многу загрижен и дефектот почнуваше да ми се чини многу сериозен, а водата за пиење, штом се докрајчуваше, ме тераше да се плашам од најлошото. Трнчињата, зашто им служат тие ним? Малиот принц не се откажуваше од прашањето кога веќе еднаш ке го поставеше. Бев налутен поради мојата работа и му одговорив што било. Трнчињата не им служат за ништо. Тие се само од лошотија на цвеќињата. Оф! И по мала пауза тој ми дофрли малку пакосно. Јас не ти верувам. Цвеќињата се слаби. Тие се наивни и се осигуруваат како што можат. Тие мислат дека се страшни со своите трнчиња. Јас не му одговорив ништо. Во тој момент си велев: ако овој шраф уште еднаш се протиставува, ќе го истерам со чекан.
Малиот принц пак ги вознемири моите размислувања. И ти мислиш дека цвеќињата... Ама не, јас не мислам ништо, му одговорив што било. Јас сум зафатен со сериозни работи. Тој ме гледаше вчудовидено. Со сериозни работи? Тој ме гледаше, бев сочекан во рака, со прсти црни од маслото, наведнат над предметот што нему му изгледаше толку грозен. Ти зборуваш како возрасен. Се засрамив малку од таа забелешка, но немилосрден тој додаде. Ти побркуваш се, измешуваш се. Тој навистина беше многу луд и неговата златеста коса потреперуваше од ветрот. Јас знам една планета на која живее еден господин целиот црвен. Тој никогаш не помирисал убав цвет, никогаш не погледал во некоја ѕвезда, никогаш не правил ништо друго освен што сметал. И цел ден повторувал како ти. Јас сум сериозен човек, јас сум сериозен човек. Но тој не беше човек, беше една печурка. Едно што? Малиот принц беше сега сосем блед од лутина. Со милиони години цвеќињата произведуваат трнчиња. Со милиони години покрај сетото овците ги јадат цвеќињата. И не било сериозно да се бара причина зошто тие толку се мачат да ги прават своите трнчиња, што не им служат за ништо. И не била важна војната помеѓу овците и цвеќињата. И сето тоа не било посериозно и поважно од сметањето на црвениот господин. Ако јас познавам еден единствен цвет во светот што не постои никаде освен на мојата планета, и ако една овчичка го уништи одеднаш едно утро, без да знае што прави, сето тоа за тебе не е важно. Тој поцрвене, потем продолжи. Ако некој сака цвеќе што постои само во еден примерок помеѓу милиони и милиони ѕвезди, за него е доволно да ги гледа ѕвездите па да биде среќен. Тој ќе си рече, моето цвеќе е таму некаде. Но ако овцата го изеде цветот, тогаш одеднаш за него сите ѕвезди ќе бидат угаснати. И сето тоа не било важно. Тој ништо веќе не можеше да проговори. Почна невоздржливо да липа. Ноќта беше веќе падната. Јас ги оставив моите алати. Одјаволите чекан од работата, жетта и смртта. Имаше на една ѕвезда, на една планета, на мојата, на земјата, еден мал принц што требаше да се утеши. Го зедов враце, го лулав, му велев. Цвеќето што го сакаш не е во опасност. Јас ќе нацртам на овцата мрежа на муцката и ќе ти нацртам еден заштитен покрив за твоето цвеќе. И јас не знаев веќе што да му речам. Се чувствував многу несмасен. Не знаев како да го достигнам, од каде да му се приближам. Толку се чудни и таинствени солзите. Глава 8. Потем научив и повеќе за тоа цвеќе. Имало некогаш на планетата на малиот принц многу прости цвеќиња украсени само со еден ред петелки и кои воопшто не заземале место и никому не пречеле. Тие се појавувале во тревата изутрина и потем навечер овенувале. Но ова цвеќе еден ден никнало од едно зрно донесено кој знае од каде, а малиот принц го надгледувал одблизу гранчето што не личело на другите. Тоа можело да биде некој нов вид баобаб, но гранчето набргу престанало да расте и почнало да го подготвува цвеќето. Малиот принц, кој присуствувал на израснувањето на еден огромен пупулец, многу добро пречувствувал дека оттука ќе излезе нешто чудесно, но цвеќето, засолнето во својата зелена соба, никако не ги завршувало подготовките за својата убавина. Тоа внимателно ги избирало боите, се облекувало полека и ги уредувало една по една своите петелки. Тоа не сакало да излезе истуткано како булките, не сакало да излезе инаку освен во полниот блесок на својата убавина. О, да, тоа било многу кокетно. Та значи, неговата чудесна облека се подготвувала со денови и со денови. И потоа, еве го едно утро, се покажало точно во моментот на сончевото раѓање. И тоа, што работело толку внимателно, прозевајки се, рекло: Ах, одвај се разбудувам. Ве молам, простете ми, уште не сум се исчешлало.
Малиот принц не можел да го воздржи своето восхитување. Колку си убаво! Нели? Љубезно му одговорило цвеќето. И јас се родив заедно со сонцето. Малиот принц веднаш забележал дека цвеќето не е многу скромно, но тоа толку возбудувало. Мислам дека е време за појадок, рекло тоа. Дали ќе бидеш толку добар да се погрижиш и за мене? И малиот принц, целиот вџашен, веднаш нашол една кантичка за вадење и го послужил цвеќето со свежа вода. Но тоа просто го измачувало со својата помалку плашлива горделивост. Еден ден, например, зборувајќи за своите трнчиња, му рекло на малиот принц: Тие можат да дојдат, тигрите, со своите канџи. Нема тигри на мојава планета, забележал малиот принц. А меѓу другото тигрите не јадат трева. Јас не сум трева, љубезно му одговорило цвеќето. Извини. Јас воопшто не се плашам од тигрите, но ужас ме фаќа од ветровите. Дали ти случајно немаш некој параван? Ги мрази ветровите. Тоа не е многу голема среќа за една планета, помислил малиот принц. Ова цвеќе е многу комплицирано. Навечер ќе ме ставиш под стаклено ѕвоно. Многу студи кај вас. Лошо е уредено тука, таму од кај што доаѓам. Но тоа веднаш замолкнало. Оти знаело дека дошло во вид на зрно и не можело ништо да знае за другите светови. Посрамено од тоа што дозволило да биде изненадено во подготвувањето на толку наивна лага, тоа се закашлало 2-3 пати за да го вџаши малиот принц. А параван? Јас ке побарам, но ти ќе ми раскажуваш. Тогаш тоа го засилило кашлањето за да му наметне на малиот принц грижа на совеста. Така малиот принц и покрај сета добра волја за љубов многу брзо се посомневал во него. Тој сериозно ги сваќал зборовите што немале никаква важност и станал многу несреќен. Требаше да не го слушам, ми довери еден ден. Цвеќињата никогаш не треба да се слушаат. Тие треба само да се гледаат и да се мирисаат. Моето цвеќе ја намирисуваше мојата планета, но јас не знаев да уживам во тоа. А работата околу трнчињата, што толку ми здодеваше, всушност требаше да ме развеселува. Тој ми го довери уште и ова. Тогаш јас ништо не умев да разбирам. Требаше да судам за него по делата, а не по зборовите. Тоа ме намирисуваше и ме освежуваше. Не требаше никогаш да избегам од него. Требаше да ја насетам неговата нежност за да оние малечки итрини. Цвеќињата се толку настраничеви, но јас бев толку млад за да знам да го сакам. Глава 9. Јас мислам дека тој за своето слегување на земјата го искористил селењето на дивите гуски. Утрината на тргнување ја суредил својата планета. Грижливо ги исчистил активните вулкани. Имал 2 активни вулкани и тие биле многу згодни за подготвување појадок. Тој имал исто така и еден згаснат вулкан. Но како што велеше тој, никогаш не се знае. Значи исто така го исчистил и изгаснатиот вулкан. Оти, ако убаво се исчистат, ваквите вулкани горат полека и редовно, без ерупции. Вулканските ерупции се нешто како огнот во оџакот. Навистина, ние на нашава земја многу сме малечки за да можеме да ги чистиме нашите вулкани. Па поради тоа, тие и ни прават толку незгоди. Малиот принц исто така ги искорнал последните гранки на баобабите оти мислел дека никогаш не ќе треба да се врати назад. Тоа утро сите домашни работи му се чинеле толку пријатни. И кога за последен пат го навадил цвеќето и се приготвил да го покрие со стаклено ѕвоно, одеднаш почувствувал дека му се плаче. Збогум, му рекол на цвеќето, но тоа не му одговорило. Збогум, повторил тој. Цвеќето се накашлал, но не од настинка. Бев глупаво, му рекло на крајот. Те молам да ми простиш, потруди се да бидеш среќен.
Малиот принц бил изненаден од отсуството на прекорувања. Стоел целиот вџашен со стакленото звоно в рака. Не можел да ја разбере оваа спокојна љубезност. Па да, те сакам, му рекло цвеќето. По моја вина ти не можеше да знаеш за тоа, но тоа воопшто не е важно. Ти исто така беше будалче. Потруди се да бидеш среќен, остави го намират звоното, повеќе не ми е потребно. А ветрот? Не сум јас до толку настинато за да... Свежиот воздух на ноќта ми користи. Јас сум цвеќе. А животните? Треба еднаш јас да поднесам 2 или 3 гасеници, ако сакам да се запознам со пеперутките. Се чини дека е тоа многу убаво. А што се однесува до големите животни, не се плашам воопшто. Јас ги имам мој веканџи. И цвеќето наивно ги покажало своите 4 трнчиња. Потем додало. Не одолжувај така, тоа е толку непријатно. Си решил да одиш, оди си. Оти тоа не сакало да го видат како плаче. Било многу горделиво цвеќе. Глава 10. Малиот принц се наоѓал во реонот на астероидите број 325, 326, 327, 328 и 330. Така значи тој почнал, посетувајќи ги астероидите, да бара работа за да научи нешто. Првата планета ја населувал еден крал. Кралот бил облечен во пурпур и хермелин, седел на еден едноставен, но сепак величествен престол. А, еве еден поданик, викнал тој кога го забележал малиот принц. А малиот принц се прашал. Како може тој да ме познае кога никогаш не ме видел? А не знаел дека за кралевите светот е многу упростен. За нив сите луѓе се поданоци. Доближи се да те видам подобро, му рекол кралот, горд што на крајот на краиштата за некого е крал. Малиот принц со поглед побарал кај ќе може да седне, но планетата била целата покриена со величествениот хермелински плашт. Така тој останал стоејки, но бидејќи бил изморен, се продзевнал. Продзевањето во присуство на кралот е спротивно на прописите, му рекол монархот. Јас тоа ти го забранувам. Не можам да се воздржам, му одговорил малиот принц, целиот вџашен. Многу патував и воопшто не спиев. Тогаш, му рекол кралот, ти наредувам да се продзеваш. Со години не сум видел некој да се продзева. И продзевањата за мене се реткости. Ајде, продзевај се уште. Тоа е наредба. Се усрамив. Не можам повеќе, рекол малиот принц, црвенејки. Тогаш јас ти наредувам ту да се продзеваш, ту да... Тој мрморал нешто и изгледал како навреден. Оти кралот многу држал за тоа да му се почитува авторитетот. Тој не ги трпел непослушните. Бил апсолутен монарх. Но бидејќи бил многу добар, тој давал умни наредби. Ако јас наредам, рекол тој понатаму, ако јас му наредам на некој генерал да се претвори во морска птица и ако генералот не ме послуша, тоа не ќе биде грешка на генералот, тоа ќе биде моја грешка. Можам ли да седнам? Срамежливо се вознемирил малиот принц. Јас ти наредувам да седнеш, му одговорил кралот и величествено го прибрал едниот крај од својот хермелински плашт. Но малиот принц се чудел. Планетата била толку малечка. Над што можел тој да владее? Господару, ве молам дозволите ми да ве прашам? Јас ти наредувам да ме прашаш, побрзал да му рече кралот. Господару, над што владеете вие? Над се, одговорил кралот со крајно спокојство. Над се? Кралот со едно одвај забележливо движење ја покажал својата планета, другите планети и ѕвездите. Над сето тоа?
го прашал малиот принц. Над сето тоа, одговорил кралот. Оти тој не само што бил апсолутен монарх, туку исто така бил универзален монарх. И звездите ве слушаат? Се разбира. Тие веднаш ке послушаат. Јас не поднесувам недисциплина. Таквата моќ го восхитила малиот принц. Кога би ја имал таа моќ, тој би можел да присуствува не на 44, туку на 72, дури и на 100 па и на 200 зајдисонца на ден, без да го поместува столчето. И кога си спомнал за својата напуштена планета, се почувствувал многу тажен и се осмелил да го замоли кралот за една милост. Јас би сакал да видам едно зајдисонце. Направете ми го тоа задоволство. Наредете му на сонцето да зајде. Ако му наредам на еден генерал да лета од цвет на цвет како пеперуга, или да напише трагедија, или да се претвори во морска птица, и ако генералот не ја изврши примената наредба, кој ќе биде виновен, тој или јас? Вие, решително рекол малиот принц. Точно. Затоа од секого треба да се бара она што тој може да го даде, повторил кралот. Пред се, авторитетот се засновува врз разумот. Ако му наредиш ти на твојот народ да се фрли в море, тој ќе крене бунт. Јас имам право да барам послушност, оти моите наредби се умни. А моето зајдисонце? Го предупредил малиот принц, кој никогаш не го заборавал прашањето што еднаш го поставил. Твоето зајдисонце ти ќе го имаш, лично јас ќе го побарам, но ќе мораш да почекаш да дојдат благопријатни услови. Кога ќе биде тоа? Се интересирал малиот принц. Одговорил кралот откако погледнал во еден дебел календар. Тоа ќе биде вечерва околу 7:40 и ти ќе видиш како мене ме слушаат. Малиот принц се прозевнал. Го жалел своето невидено зајдисонце, а потем нему веќе му било помалку издодевно. Јас нема вика што да правам тука, му рекол тој на кралот. Сакам да отпатувам. Не оди, му одговорил кралот, кој бил толку горделив што има еден поданик. Не оди, ќе те поставам за министер. Министер на што? На правдата? Но нема на кого да му судам. Не се знае, му рекол кралот. Јас уште не направив обиколка околу моето кралство. Многу сум стар, а овде нема место за кочија, а пак одењето многу ме заморува. О, ама јас веќе видов, му рекол малиот принц, кој се наведнал за да фрли уште еден поглед на онаа страна од планетата. Никого нема долу, не. Тогаш ти на самиот себе си ќе си судиш, му одговорил кралот. Тоа е најтешко. Многу е потешко да си судиш сам себе си, отколку на другите. Ако успееш правилно да си судиш сам себе си, тогаш ти си вистински мудрец. Јас, рекол малиот принц. Јас можам да си судам себе си каде и да било. Нема потреба да седам овде. Рекол кралот. Јас мислам дека на мојата планета има некаде еден стар стаорец. Го слушам ноќе. Ти ќе можеш да му судиш на стариот стаорец. Од време на време ќе го осудуваш на смрт. Така неговиот живот ќе го помилуваш секој пат за да го поштедиме, оти е само еден. Јас не сакам да осудувам на смрт и мислам дека ќе си одам. Не, рекол кралот. Но малиот принц, откако се приготвил, не сакал веќе да го измачува стариот монарх. Ако вашето величество сака да биде послушано без приговор, тоа може да ми даде уште една умна наредба. Може да ми нареди, например, да си одам од тука за една минута. Ми се чини дека условите за тоа се благопријатни. Малиот принц почекал малку, но бидејќи кралот ништо не одговорил, здивнал и тргнал. Те поставувам за амбасадор, побрзал да му викне кралот. Тој имал многу важен изглед.
Возрасните се многу чудни, си рекол малиот принц во себе си, продолжувајќи го патот. 11 глава. Втората планета ја населувал еден надуенко. Еве ја посетата на еден обожавател, викнал оддалеку вообразениот штом го забележал малиот принц. Оти за вообразените другите луѓе се обожаватели. Добар ден, рекол малиот принц. Вие имате многу смешна шапка. Таа е за да поздравувам, му одговорил вообразениот. Да поздравувам кога ми аплаудираат, но за несреќа, одовде никогаш никој не минува. О, така ли? Рекол малиот принц, но ништо не разбрал. Плесни со рацете, го посоветувал тогаш вообразениот. Малиот принц плеснал, а вообразениот скромно го поздравил кревајќи ја шапката. Ова е поинтересно од што посетата кај кралот, си помислил малиот принц. И пак почнал да плеска со рацете, а вообразениот пак почнал да поздравува кревајќи ја шапката. По 5 минути вежбање, малиот принц веќе се изморил од еднообразноста на играта. А што треба да се прави за да ти падне шапката? Го прашал тој. Но вообразениот не го слушал. Вообразените никогаш не слушаат ништо освен пофалби. Дали ти навистина многу ме обожаваш? Го прашал тој малиот принц. Што значи тоа обожаваш? Да обожаваш значи да признаеш дека јас сум најубав, најдобро облечен, најбогат и најумен човек на планетава. Но ти си сам на твојата планета. Направи ми го тоа задоволство, обожавај ме. Те обожавам, рекол малиот принц, кревајќи ги рамениците. Но зошто би можело тоа да те интересира? И малиот принц избегал. Возрастните навистина се чудни, просто си рекол тој во себе си, продолжувајќи го патот. 12 глава. Следната планета ја населувал еден пијаница. Оваа посета била многу кратка, но тоа го вовлекло малиот принц во една голема тага. Што правиш ти тука? Му рекол тој на пијаницата кој седел во тишина покрај една колекција празни и една колекција полни шишиња. Јас пијам, одговорил пијаницата целиот мамурлив. Зошто пиеш? Го прашал малиот принц. За да заборавам, одговорил пијаницата. Што да заборавиш? Загрижено се распрашувал малиот принц, жалејки го. Да заборавам дека ми е срам, признал пијаницата веднејки глава. Од што ти е срам? Се интересирал малиот принц, сакајќи да му помогне. Срам ми е што пијам, завршил пијаницата и конечно се затворил во молчење, а малиот принц, целиот вџашен, избегал. Возрастните конечно, навистина, многу се чудни, си рекол тој, продолжувајќи го патот. Глава 13. Четвртата планета била на некој бизнисмен. Тој човек бил толку зафатен што воопшто не ја кренал главата кога дошол малиот принц. Добар ден, му рекол тој. Ви угаснала цигарата. 3 и 2 се 5, 5 и 7 12, 12 и 3 15. Добар ден. 15 и 7 22, 22 и 6 28. Немам време пак да ја палам. 26 и 5 31. Уф. Тоа е значи 501 милион 622.731. 500 милиони што? А? Ти уште си тука? 500 милиони на... Но јас не знам повеќе, толку имам работа. Јас сум сериозен, јас не се занимавам со будалаштини. 2 и 5 се 7. 500 милиони што? Повторил малиот принц, кој никогаш во својот живот не се откажувал од прашањето што еднаш го поставил. Капиталистот ја поткренал главата. За 54 години откако живеам на оваа планета бев вознемирен само 3 пати.
Првиот пат, тоа беше пред 22 години, ме вознемири еден бумбар кој падна кој знае од каде. Тој толку страшно брмчеше што направив 4 грешки во собирањето. Вториот пат беше пред 11 години кога ме вознемири криза на реуматизам. Не бев вежбал. Оти јас немам време за скитање, а јас сум сериозен. Третиот пат еве сега. Реков значи 501 милион. Милион што? Капиталистот увидел дека нема никаква надеж за мир. Милион на оние малечки нешта што се гледаат некаде во небото. Муви. Не, туку малечките нешта што светат. Чели. Ама не, малечките нешта позлатени што предизвикуваат да се мечтае за неработење. Но јас сум сериозен, јас немам време за мечтаење. Звездите. Да, токму тоа, звездите. И што правиш ти со 500 милиони звезди? Што правам со нив? Да. Ништо, тие се мои. Твои се звездите? Да. Но јас веќе видов еден крал кој... Кралевите немаат ништо, тие владеат над нешто, тоа е сосем друго. А зашто ти служат звездите? Тие ми служат да бидам богат. А што ќе ти е тоа да бидеш богат? Да купам други звезди, ако некој ги најде. Овој овдека, си рекол малиот принц, помалку умува како мојот пијаница. И пак му поставил прашање. Како може да се имаат звездите? Чии се тие? Мрзоволно викнал бизнисменот. Не знам, на никого. Тогаш тие се мои, оти јас прв помислив на нив. Доволно ли е тоа? Се разбира, кога ти ќе најдеш еден дијамант што не е на никого, тој е твој. Кога ќе најдеш еден остров што не е на никого, тој е твој. Кога ти прв ќе имаш некоја идеја и кога ќе ја патентираш, таа е твоја. И јас така имам звезди, оти никогаш никој пред мене не помислил да ги има. Тоа е вистина, рекол малиот принц. Но што правиш со нив? Јас ги раководам, ги бројам и ги пребројувам, рекол бизнисменот. Тоа е тешко, но јас сум сериозен човек. Малиот принц уште не бил задоволен. Ако имам еден шал, јас можам да го ставам околу врат и да го носам. Ако имам едно цвеќе, можам да го скинам моето цвеќе и да го носам. Но ти твоите звезди не можеш да ги носиш. Не, но јас можам да ги ставам в банка. Што значи тоа? Тоа значи дека јас ќе го запишам бројот на моите звезди на едно ливче и потоа го заклучувам ливчето во долап. И тоа е се? Тоа е доволно. Забавно е тоа, си помислил малиот принц. И мошне поетично, но не е сериозно. Малиот принц за сериозните работи имаше поинакви сваќања од сваќањата на возрастните. Јас имам едно цвеќе што го поливам секој ден. Имам и 3 вулкани што ги чистам секоја недела. Го чистам и оне што е згаснато и никогаш не се знае. Тоа е корисно за моите вулкани и за моето цвеќе што го имам. Но ти не си им корисен на звездите. Капиталистот отворил уста, но не нашол збор да одговори, а малиот принц си отишол. Возрастните навистина се сосем чудни, си рекол просто, продолжувајќи го патот. Глава 14. Петтата планета била многу интересна. Таа била помала од сите. Имала место токму само за еден фенер и за еден човек што го палел фенерот. Малиот принц не успел да објасни зашто може да изслужат некаде во небото на една планета без населба, еден фенер и еден човек што го пали фенерот. Меѓутоа си рекол, може би тој човек е многу чуден, но сепак тој е помалку чуден од кралот, од вообразениот, од бизнисменот и од пијаницата. Неговата работа барем има некаква смисла. Кога тој ќе го запали фенерот, тоа е како да се раѓа една звезда повеќе или едно цвеќе. А кога тој ќе го угасне фенерот, тоа е како да се успиваат цвеќето и звездата. Тоа е многу убава работа и тоа е навистина корисно, оти е убаво. Откако ја заобиколил планетата, учтиво го поздравил палигасначот на фенерот. Добар ден! Зошто сега го угасна фенерот?
Тоа ми е должност, му одговорил палигасначот. Добар ден. Што е тоа должност? Тоа е да го гаснам мојот фенер. Добра вечер. И тој пак го запалил. Но зошто сега пак го запали? Тоа ми е должност, одговорил палигасначот. Не разбирам. Нема тука што да се разбира, рекол палигасначот. Должноста си е должност. Добар ден. И тој пак го угаснал фенерот. Потоа го избришал челото со едно карирано црвено шамиче. Мојот занает овде е страшен, некогаш тоа беше подносливо. Гаснев наутро и запалував навечер. Остатокот од денот го имав за одмор, а остатокот од ноќта за спиење. А од тогаш должноста ви се измени? Должноста не се измени, рекол палигасначот. Тука и лежи целиот заплет. Планетата од година на година се побргу и побргу се врти, а должноста не се измени. И сега? Прашал малиот принц. И сега, откако се завртува на една минута, јас немам веќе ни секунда за одмор. Палам и гаснам еднаш во минута. Па тоа е смешно. Деновите кај тебе траат една минута. Тоа воопшто не е смешно, рекол палигасначот. Еве веќе еден месец откако јас и ти зборуваме. Еден месец? Да, 30 минути, 30 дена. Добра вечер. И тој пак го запалил својот фенер. Малиот принц го погледнал и го засакал тој палигаснач на фенер што и бил толку верен на својата должност. Тој си спомнил за своите зајдисонца што некогаш одел сам да ги бара поместувајќи го столчето. Сакал да му помогне на својот пријател. Знаеш, јас знам еден начин на кој ќе можеш да се одмораш кога ќе сакаш. Тоа го сакам секогаш, рекол палигасначот. Од истовремено може да и се биде и верен на работата и мрзлив. Малиот принц продолжил. Твојата планета е толку малечка што можеш да ја обиколиш со 3 чекори. Така ти само треба полека да чекориш за да бидеш секогаш на сонце. Кога ќе сакаш да се одмориш, ќе чекориш. И денот ќе трае толку колку што ќе сакаш ти. Не бидува голема работа од тоа, рекол палигасначот. Она што најмногу го сакам во животот, тоа е да спијам. Немаме среќа, рекол малиот принц. Немаме среќа, рекол палигасначот. Добар ден, и тој го изгаснал својот фенер. Овој овдека, си рекол малиот принц, продолжувајќи го патот, овој овдека би го мразеле оние другите, кралот, вообразениот, пијаницата, бизнисменот. Меѓутоа тој е единствениот што не ми се чини смешен. Може би затоа што тој се занимава со друга работа, а не само со себе си. Потем малиот принц тажно здивнал и уште си рекол. Овој овдека е единствениот што би можел да го сакам за пријател, но неговата планета е навистина многу малечка. Нема место за двајца. А она што малиот принц не смееше да го признае е тоа што навистина ја жалеше таа благословена планета заради незините 1440 зајдисонца во 24 часа. Глава 15. Шестата планета била една 10 пати поголема планета. На неа живеел еден стар господин што пишувал огромни книги. Гледај, еве еден пронаоѓач, извикал тој кога го забележал малиот принц. Малиот принц седнал на столот и издивнал малку оти веќе имал пропатувано толку многу. Од каде доаѓаш? Го прашал стариот господин. Каква е таа голема книга? Му рекол малиот принц. Што правите вие овдека? Јас сум географ, одговорил стариот господин. Што е тоа географ? Тоа е научник што знае каде се наоѓаат морињата, реките, градовите, планините и пустините. Тоа е многу интересно, рекол малиот принц. На крајот од краиштата тоа е вистински занает. И тој фрлил еден поглед наоколу по планетата на географот. До сега никогаш не видел толку величествена планета. Ама е убава вашава планета. Има ли на неа океани?
Јас тоа не можам да го знам, рекол географот. Ах, а планини? Јас тоа не можам да го знам. А градови, а реки, а пустини? Па ни тоа не можам да го знам, одговорил географот. Но вие сте географ? Тоа е точно, рекол географот. Но јас не сум пронаоѓач. Мене само пронаоѓачи ми недостигаат. Географот не оди да ги брои градовите, реките, планините, морињата, океаните и пустините. Географот е многу важна личност и тој не може да скита. Тој не го напушта својот кабинет. Тој тука ги прима пронаоѓачите, ги прашува и ги забележува нивните спомени. И ако спомените на еден од нив му се сторат интересни, тој ќе нареди да се спроведе анкета за моралот на пронаоѓачот. Зошто тоа? Оти пронаоѓачот што лаже би можел да предизвика катастрофа во книгите на географијата. Истото би се случило и ако пронаоѓачот многу пие. Зошто? Прашал малиот принц. Оти пијаниците се гледаат двојно. Тогаш географот би забележал две планини таму каде што има само една единствена. Јас познавам еден, рекол малиот принц. Кој би бил лош пронаоѓач? Тоа е можно. Така, кога моралот на пронаоѓачот ќе се покаже добар, се прави анкета за неговото откритие. Се оди да се види? Не, тоа е премногу комплицирано, но се бара од пронаоѓачот да поднесе докази. Ако се работи, на пример, за пронаоѓање на голема планина, од него се бара да донесе големи камења. Географот одеднаш се возбудил. Но ти доаѓаш од многу далеку, ти си пронаоѓач, ќе ми ја опишеш твојата планета. И географот, откако го отворил својот голем регистар, го наострил моливот. Забележувањата на пронаоѓачите прво се забележуваат со молив, а потем се чека пронаоѓачот да поднесе докази за да може се да се запише и со мастило. Значи, прашал географот. О, кај мене? Не е многу интересно, се е сосем малечко. Имам 3 вулкани, 2 активни и 1 изгаснат, но никогаш не се знае. Никогаш не се знае, потврдил географот. Имам исто така и едно цвеќе. Ние цвекињата не ги забележуваме, рекол географот. Зошто? Па тоа е најубаво. Затоа што цвекињата се привремени. Што значи тоа привремени? Географиите, рекол географот, се поскапоцени од сите други книги. Тие никогаш не излегуваат од мода. Многу е ретко една планина да си го промени местото. Многу ретко се случува еден океан да се испразни. Ние пишуваме за вечни нешта. Но изгаснатите вулкани може да се разбудат, го прекинал малиот принц. Што значи тоа привремени? Сеедно е дали се вулканите изгаснати или разбудени, оти и нам, на другите, ни се случуваат слични работи. Она што е важно за нас, тоа е планината. Таа никогаш не се менува. Но што значи привремено? Повторил малиот принц, кој никогаш во својот живот не се откажувал од своите прашања што еднаш ке ги поставил. Тоа значи оној на кој му предстои скорешно исчезнување. На моето цвеќе значи му предстои скорешно исчезнување. Сигурно. Моето цвеќе е привремено, си рекол малиот принц. И има само 4 трнчиња за одбрана од светот, а јас го оставив дома сосем само. Тука малиот принц првпат се вознемирил од тага, но пак прибрал храброст. Што ми советувате да посетам? Прашал тој. Планетата Земја, му одговорил географот. Таа е на глас. И малиот принц избегал, мислејќи на своето цвеќе. Глава 16. Следната планета значи била Земјата. Земјата не е некоја каква годе планета. Се смета дека има 111 кралеви,
Не заборавајки ги, се разбира и црнечките кралеви, 7.000 географи, 900.000 бизнисмени, 7,5 милиони пијаници, 311 милиони вообразени, односно околу 2 милиарди возрастни личности. За да имате представа за големината на земјата, ќе ви кажам дека пред пронаоѓањето на електриката, вкупно на сите 6 континенти постоело вистинска армија од 462.511 палачи на фенери. Гледано малку оддалеку, тоа навистина прави малку величествен впечаток. Движењата на таа армија се подредени како на оние од оперскиот балет. Прво им доаѓа редот на палачите на фенери од Нов Зеланд и од Австралија. Откако ќе ги запалат своите лампиони, тие одат на спиење. Тогаш во играта влегуваат палачите на фенери од Кина и од Сибир. Потоа тие исто така се повлекуваат зад кулисите. А тогаш им доаѓа редот на палачите на фенери од Русија и од Индија, потоа на оние од Африка и од Европа, потоа на оние од Јужна Америка, а понив и на оние од Северна Америка. И никогаш не грешат во редоследот на влегувањето на сцената. Тоа е величествено. Единствениот палач на единствениот фенер на Северниот пол и неговиот собрат, запалувачот на единствениот Јужен пол, живеат во безгрижност и безработица, оти работат само 2 пати годишно. Глава 17. Кога човек сака да биде духовит, му се случува малку да излаже. Јас не бев сосем чесен кога ви зборував за палачите на фенери. Се плашам да не добијат погрешна представа за нашата планета оние што не ја познаваат. Луѓето заземаат сосем малку место на земјата. Ако 2 милиарди жители што ја населуваат земјата застанат простум и малку збиено, како на митинг, тие лесно можат да се сместат на еден плоштад 20.000 милји долг и 20.000 милји широк. Значи целото човештво би можело да се натрупа на најмалечкиот остров од Пацификот. Возрастните сигурно нема да ви поверуваат. Тие вообразуваат дека заземаат многу место. Тие се замислуваат многу важни како баобабите. Би било добро да ги посоветувате да направат сметка. Тоа ќе им се допадне, оти ги обожуваат бројките. Но не губете време со таа задача. Бескорисно е тоа. Вие без друго имате доверба во мене. Така значи малиот принц, кога се нашол на земјата, бил многу изненаден што не гледа никого. Тој веќе се исплашил случајно да не ја сгрешил и планетата, кога одеднаш една алка жолта како месечина се помрднала во песокот. Добра ноќ, рекол малиот принц сосем случајно. Добра ноќ, одговорила змијата. На која планета сум паднал? Прашал малиот принц. На земјата, во Африка, одговорила змијата. И значи никого нема на земјата? Овде е пустина, во пустината нема никого. Земјата е голема, рекла змијата. Малиот принц седнал на еден камен и ги кренал очите кон небото. Се прашувам, дали звездите се осветлени затоа за да може еден ден секој да ја пронајде својата? Гледај мојата планета, таа е токму над нас, но колку е далеку. Убава е, рекла змијата. Што бараш ти овде? Имав тешкоти и со едно цвеќе, рекол малиот принц. Аха, рекла змијата. И тие замолчеле. Каде се луѓето? Пак прашал малиот принц. Човек се чувствува малку осамен во пустина. Човекот е исто толку осамен и меѓу луѓето, одговорила змијата. Малиот принц ја гледал долго време. Ти си многу смешно животно, и рекол тој на крајот. Тенка си како прст. Но јас сум посилна од прстот на еден крал, рекла змијата. Малиот принц се насмевнал. Не си ти многу силна, ти немаш дури ни нозе, не можеш да патуваш. Јас можам да те однесам многу подалеку од што некој брод, рекла змијата.
И таа се обвиткала како златна бразлетна околу ногата на малиот принц. Оној што јас ке го допрам, го враќам во земјата од која излегол, му рекла уште таа. Но ти си друго, ти доаѓаш од звездите. Малиот принц ништо не одговорил. Јас тебе те жалам, оти си толку слабичок на оваа почва од гранит. Јас можам да ти помогнам еден ден, ако многу жалиш по твојата планета. Јас можам... О, многу добро те разбрав. Но зошто постојано ми зборуваш со загадки? Јас сите ги разрешувам, одговорила змијата и тие замолчале. Глава 18. Малиот принц се прошетал низ пустината и сретнал само едно цвеќе. Едно цвеќе со 3 петелки, едно никакво цвеќе. Добар ден, рекол малиот принц. Добар ден, рекло цвеќето. Каде се луѓето? Учтиво прашал малиот принц. Цвеќето видело како еден ден поминал еден карван. Луѓето, тие постојат, мислам дека се 6 или 7, ги забележав еднаш пред многу години, но никогаш не се знае каде можат да се најдат. Ни ветрот ги движи, тие немаат корења и тоа многу им пречи. Збогум, рекол малиот принц. Збогум, одговорило цвеќето. Глава 19. Малиот принц се искачил на една висока планина. Единствени височини што тој ги познавал биле 3 вулкани што му достигнувале до коленици и угаснатиот вулкан кој му служел како столче. Од толку висока планина како оваа, си велел тој, ќе ја видам одеднаш целата планета и сите луѓе. Но не видел ништо освен шилестите врвови на карпата. Добар ден, рекол случајно. Добар ден, добар ден, добар ден, одговорило ехото. Кој сте вие? Прашал малиот принц. Кој сте вие, кој сте вие, кој сте вие? Одговорило ехото. Бидете мој пријател, јас сум сам, рекол тој. Јас сум сам, јас сум сам, јас сум сам, одговорило ехото. Што чудна планина е оваа, помислил тогаш малиот принц. Целата е сува, целата шилеста и целата солена. Луѓето немаат фантазија, тие само повторуваат што ќе им се рече. Јас дома имав само едно цвеќе и тоа секогаш прво почнуваше да зборува. Глава 20. По долго скитање низ песок, карпи и снегови, малиот принц на крајот на краиштата нашол еден пат, а сите патишта водат кон луѓето. Добар ден, рекол тој. Тоа била една расцутена бавча со ружи. Добар ден, рекле ружите. Малиот принц ги погледнал. Тие сите личеле на неговото цвеќе. Кој сте вие? Ги прашал тој сиот вчудовиден. Ние сме ружи, рекле ружите. Се зачудил малиот принц. И тој се почувствувал многу несреќен. Неговото цвеќе му раскажувало дека било единствено од својот вид на светот, а еве овдека ги има 5000, сите исти и тоа само во една бавча. Кога моето цвеќе би го видело сето ова, многу би се навредило, си помислил тој. Многу би кашлало и би се преправало дека умира за да ги избегне подсмевнувањата. А јас би бил принуден исто така да се преправам, дека се грижам за него, оти инаку тоа би можело за да ме навреди и навистина да умре. Потем тој уште си размислувал. Мислев дека го имам единственото цвеќе, а всушност имам само една обична ружа. Неа и моите 3 вулкани што ми достигнуваат до коленици и од кој едниот е за секогаш згаснат. Со сето тоа не сум некој голем принц. И, легнат во тревата, тој се расплакал. Глава 21. Тогаш се појавила лисицата. Добар ден, рекла лисицата. Добар ден,
учтиво одговорил малиот принц. Се свртел, но не видел ништо. Јас сум тука, рекол гласот. Под јаболкницата. Кој си ти? Прашал малиот принц. Ти си многу убав. Јас сум една лисица, рекла лисицата. Дојди да играш со мене, и рекол малиот принц. Многу сум тажен. Јас не можам да играм со тебе, му одговорила таа. Оти јас не сум припитомена. Прости, рекол малиот принц. Но поразмислил малку и додал. Што значи тоа припитомена? Ти не си од тука, го прашала лисицата. Што бараш тука? Јас барам луѓе, одговорил малиот принц. Што значи тоа припитомена? Луѓето, рекла таа, имаат пушки и ловат. Тоа е многу незгодно. Тие исто така одгледуваат кокошки. Тоа е единствената полза од нив. Дали ги бараш и кокошките? Не, рекол принцот. Јас барам пријател. Што значи тоа припитомена? Тоа е една многу заборавена работа, рекла лисицата. Тоа значи создавање врски. Создавање врски? Па се разбира, рекла лисицата. Ти за мене се уште си само едно обично дете, слично на стотици илјади деца. И јас немам потреба од тебе, и ти исто немаш потреба од мене. Оти јас за тебе сум исто така само една лисица, слична на стотици илјади лисици. Но ако ти мене ме припитомиш, ние ќе имаме потреба еден од друг. Ти ќе бидеш за мене единствен на светот, јас ќе бидам за тебе единствена на светот. Сега почнувам да разбирам, рекол малиот принц. Има едно цвеќе, мислам дека тоа мене ме припитомило. Тоа е можно, рекла лисицата. На земјата можат да се видат разни работи. Па тоа не е на земјата, и рекол малиот принц. Лисицата била зачудена. На некоја друга планета? Да. Дали има ловци на таа планета? Не. Тоа е интересно. А кокошки? Не. Ништо не е совршено, воздивнала лисицата. Лисицата се вратила на својата тема. Мојот живот е здодевен. Јас фаќам кокошки, а мене ме фаќаат луѓето. Сите кокошки личат меѓу себе и сите луѓе личат меѓу себе. Мене помалку ми е здодевно. Но ако ти сакаш да ме припитомиш, мојот живот ќе се разведри. Јас ќе распознавам еден шум на чекор што ќе се разликува од сите други. Другите чекори ќе ме тераат да се кријам подземи. Твојот како музика ќе ме мами надвор од моето дувло. А сега гледај. Ги гледаш ли онаму полињана со жито? Јас не јадам леп. За мене житото е некорисно. Полињата со жито не ме потсетуваат на ништо. И тоа е толку тажно. А ти имаш златеста коса. Кога ќе ме припитомиш, ќе биде чудесно убаво. Житото што е златесто ќе ме потсетува на тебе. И јас тогаш ќе го сакам шумот на ветрот во житото. Лисицата молкнала и долго време го гледала малиот принц. Те молам, припитоми ме, рекла таа. На драго срце би го сторил тоа, но немам време. Јас морам да пронајдам пријатели и да запознаам многу работи. Само работите што се припитомени можат да се запознаат, рекла лисицата. Луѓето немаат од повеќе време за да запознаваат што и да е. Тие сите работи ги купуваат кај трговците. Но бидејќи воопшто не постојат трговци, пријатели, луѓето немаат пријатели. А ти, ако сакаш пријател, тогаш припитоми ме мене. Што треба да направам? Прашал малиот принц. Треба да бидеш многу трпелив, одговорила лисицата. Ти прво ќе седнеш малку подалеку од мене, така, во требата, јас ќе те гледам подоко и ништо нема да ти речам. Зборувањето е извор на недоразбирања, но ти секој ден ќе можеш да седнуваш се поблиску. Утредента малиот принц дошол пак. Ќе беше подобро ако дојдеше во истото време, рекла лисицата. Ако доаѓаш, например, во 4 часот попладне, јас уште од 3 часот ќе почнам да бидам среќна. И колку повеќе време ќе изминува, јас ќе се чувствувам се посреќна. Во 4 часот веќе ќе се возбудувам и ќе се вознемирувам, ќе откријам цената на среќата. А ако доаѓаш во кое било време, никогаш нема да знам кога да се радувам. Обичаите се потребни. Што е тоа обичаите? Прашал малиот принц.
Тоа е исто така една работа на која се заборавило, одговорила лисицата. Тоа е она што се разликува од другите денови. Тоа е кога еден ден е поинаков од другите. Така, например, моите ловци имаат еден обичај. Во четврток тие играат в село со девојките. Тој ден е значи чудесен. Јас тогаш одам да шетам дури до лозјата. А ако ловците танцуваат во било кој ден, тогаш сите денови ќе бидат еднакви и јас никогаш не ќе имам одмор. Така, малиот принц ја припитомил лисицата. А кога се приближил денот на разделбата, Ах, рекла лисицата. Јас ке плачам. Тоа е по твоја вина, И одговорил малиот принц. Јас не сакав да ти сторам ништо лошо, но ти сакаше да те припитомам. Се разбира, одговорила лисицата. Но ти ке плачеш, И рекол малиот принц. Се разбира, одговорила лисицата. Тогаш ти со тоа не добиваш ништо. Добивам, рекла лисицата. Заради бојата на житото што ќе ме потсетува на твојата коса. Потем таа додала. Оди да си ги видиш ружите и ти ќе разбереш дека твојата ружа е единствена на светот. Ти ќе се вратиш да ми речеш збогум и јас ќе ти подарам една тајна. Тогаш малиот принц отрчал да ги види ружите. Вие воопшто не личите на мојата. Вие уште не сте ништо, им рекол тој. Вас уште никој не ве припитомил и вие никого не сте припитомиле. Вие сте каква што беше мојата лисица. Таа беше само една обична лисица какви што ги има со стотици илјади. Но јас неа ја направив да биде моја пријателка и таа е сега единствена во светот. Ружите биле многу засрамени. Вие сте многу убави, но вие сте празни, им рекол на крајот малиот принц. За вас не може да се умре. Се разбира, за мојата ружа еден обичен минувач ке мисли дека таа личи на вас, но таа е единствена, таа е поважна од сите вас, затоа што јас неа ја полевав, затоа што јас неа ја покривав, затоа што јас неа ја засолнив со параван, затоа што поради неа ги откорнав сите бурјани, освен 2-3 за пеперутките, затоа што јас неа ја слушав како се поплакува или како се фали, па дури понекогаш и да молчи. Затоа што е таа моја ружа. И тој се вратил кај лисицата. Збогум, збогум, рекол тој. Збогум, одговорила лисицата. Еве ја и мојата тајна. Многу едноставна. Само со срцето добро се гледа. Најважното е невидливо за очите. Најважното е невидливо за очите, повторил малиот принц за да не заборави. Луѓето ја заборавија таа вистина, му рекла лисицата. Но ти не треба да ја заборавиш. Ти за секогаш остануваш одговорен за она што си го припитомил. Ти си одговорен за твојата ружа. Јас сум одговорен за мојата ружа, повторил малиот принц за да не заборави. Глава 22. Добар ден, рекол малиот принц. Добар ден, одговорил свртничарот. Што правиш ти овдека? Го прашал малиот принц. Испраќам патници, пакети со илјадници, одговорил свртничарот. Ги испраќам возовите што ги однесуваат де десно, де лево. И во тој момент еден осветлен експрес грмејки ја затресол кабината на свртничарот. Многу им се брза на сите нив, рекол малиот принц. Што бараат тие? Дури и човекот од локомотивата не го знае тоа, одговорил свртничарот. И уште еден експрес загрмел во спротивниот правец. Тие веќе се враќаат. Тоа не се истите, одговорил свртничарот. Тоа е вкрстување. Тие не се задоволни од таму каде што биле? Никој не е задоволен таму каде што е, му рекол свртничарот. И трет осветлен експрес пројурил татнејки. Да не бркаат првите патници? Прашал малиот принц. Тие не бркаат никого, одговорил свртничарот. Тие спијат внатре или пак се продзеваат. Единствено децата ги кршат носовите допирајки ги до прозорците. Единствено децата знаат што бараат, рекол малиот принц.
Тие го губат своето време за една кукла од партали, која потем им станува нешто најважно, а кога ќе им ја украдат, тие плачат. Децата се срекни, рекол свртничарот. Глава 23. Добар ден, рекол малиот принц. Добар ден, одговорил трговецот. Тоа бил трговец на апчиња за згаснување жет. Ако се испиело едно апче неделно, веќе не се чувствувала потреба од пиење. Зошто го продаваш тоа? Го прашал малиот принц. Со тоа се заштедува многу време, му одговорил трговецот. Експерти го пресметале тоа. Со ова се заштедуваат 53 минути неделно. И што се прави со тие 53 минути? Се прави што се сака. Јас, помислил малиот принц, кога би имал 53 минути на располагање, би одел сосем полека кон некој извор. Глава 24. Беше веќе 8ми ден од мојот дефект во пустината и јас го слушав расказот за трговецот, доцедувајќи ја последната капка од мојата резерва вода. Ах, му реков на малиот принц, твоите спомени се многу убави, но јас уште не сум го поправил мојот авион, немам ништо повеќе за пиење и јас би бил исто така многу среќен кога би можел полека да одам кон некој извор со вода. Мојата пријателка лисицата, ми рече тој. Моје малечко џудже, не се работи веќе за лисицата. Зошто? Затоа што ќе умреме од жет. Тој не го разбра моето филозофирање и ми одговори. Многу е убаво да се има пријател, па макар и да се умре. Јас сум среќен што лисицата ми е пријателка. Тој не знае за опасности, помислив јас. Тој никогаш не е ни гладен, ни жеден. Нему му е доволно малку сонце. Но тој не одговори на моето прашање, само мисла. Јас исто така сум жеден, да бараме некој бунар. Направив едно изморено движење. Бесмислено е да се бара бунар така набарум во пространството на една пустина. Но сепак тргнавме. По 2 часа одење и молчење се стемни и звездите почнаа да светкаат. Јас ги забележував како во сон, оти поради жетта чувствував некаква треска. Зборовите на малиот принц танцуваа во мојата свест. Значи и ти исто така си жеден? Го прашав. Но тој не одговори на моето прашање, само ми рече: Водата исто така може да биде добра за срцето. Јас не го разбрав неговиот одговор и замолчав. Знаев дека не требаше да го прашувам. Тој беше толку капнат и седна. Јас седнав до него. Молчевме малку, а потоа тој рече: Звездите се убави затоа што имаат едно цвеќе што не се гледа. Одговорив. Се разбира. И молчејќи ги гледав наборите на песокот под месечината. Пустината е убава, додаде тој. И тоа е вистина. Јас секогаш сум ја сакал пустината, затоа што може да се седне на една песочна дина, ништо не се гледа, ништо не се слуша, а сепак нешто зрачи во тишината. Она што ја разубавува пустината, рече малиот принц, е тоа што таа крие некаде некој бунар. Бев просто изненаден што така одеднаш го разбрав тоа таинствено зрачење на песокот. Кога бев малечок, живеев во една стара куќа во која, според легендата, имало скриено богатство. Се разбира дека никој никогаш не можел да го пронајде, па дури и да го бара. Но тоа ја магепсуваше целата таа куќа. Мојата куќа криеше една тајна во дното на своето срце. Да, му реков на малиот принц. Зашто и да се работи за куќа, за звезди или за пустина, она што ги прави убави е невидливото. Би бил многу задоволен, ми рече тој, кога ти би се сложувал со мојата лисица. Малиот принц се успа, јас го зедов на раце и го продолжив патот. Бев возбуден,
Ми се чинеше дека носам некакво кревко богатство. Дури ми се стори дека нема ништо покревко на земјава. Го посматрав на месечинската светлина, тоа бледо чело, тие затворени очи, тие кичери коса што трепереа на ветрот и си реков: ова што го гледам е само една корупка. Најважното е невидливо. Неговите полуотворени усни се насмевнуваа и уште си реков: она што најмногу ме возбудува во овој мал успиен принц е неговата верност кон едно цвеќе, тоа е онаа слика на една ружа што зрачи во него како пламенна ламба дури и кога спие. И јас почувствував дека е уште покревок. Ламбите треба добро да се чуваат, оти еден здив на ветрот може да ги угасне. И одејки така, во мугрите, пронајдов еден бунар. Глава 25. Луѓето, рече малиот принц, убаво си се сместуваат во возовите, но не знаат што бараат. Тогаш тие се возбудуваат и се вртат во круг. Тоа не е тешко. Бунарот што го најдовме не личеше ни малку на сахарските бунари. Сахарските бунари се прости и скопани во песокот. Тој личеше на селски бунар, а таму немаше никакво село и јас мислев дека сонувам. Многу е чудно, му реков на малиот принц. Се има: чекрк, кофа, јаже. Тој се насмеа, го фати јажето и го заврте чекркот. Тој закрцка како што крцка некоја стара вртешка од оџак во која ветрот по долго време се разбудил. Слушаш ли? Рече малиот принц. Ние го разбудивме бунарот и тој пее. Јас не сакав да се заморува. Пушти ме мене, му реков. Тоа е многу тешко за тебе. Полека ја кренав кофата до оградата. И тука добро ја прицврстив. Во моите уши се уште дзунеше песната на чекркот и во разбранетата вода видов како трепери сонцето. Жеден сум за оваа вода, рече малиот принц. Дај ми да се напијам. И јас разбрав што бараше тој. Ја принесов кофата до неговата уста. Тој пиеше со затворени очи. Тоа беше мило како празничен ден. Таа вода беше нешто сосем поинакво од храната. Таа беше родена од одот под звездите, од песната на чекркот, од напорот на моите раце. Таа беше добра за срцето како подарок. Кога бев малечок, светлината на новогодишната елка, музиката на полноќната миса, нежноста на насмевката, сето тоа го сочинуваше она зрачење на новогодишниот подарок што го добивав. Луѓето од твојот крај, ми рече малиот принц, одгледуваат 5000 ружи во една градинка и тие таму не можат да најдат што бараат. Не го наоѓаат, му одговорив. Но сепак она што го бараат може да биде најдено во една единствена ружа или во малку вода. Се разбира, му одговорив јас. Малиот принц додаде. Но очите се слепи, треба да се бара со срцето. И јас се напив, дишев лесно. Песокот во мугрите има боја на мед. Бев толку среќен од таа боја на мед, зошто да бидам несреќен? Треба да го исполниш ветувањето, ми рече тивко малиот принц кој пак седна до мене. Кое ветување? Па знаеш, на главката за муцката на мојата овца. Јас сум одговорен за моето цвеќе. Јас ги извадив од джеб скиците на моите цртежи. Малиот принц ги виде и рече смеејки се. Твоите баобаби помалку личат на зелки. О, па јас бев толку горд на моите баобаби. Твојата лисица, незините уши, личат помалку на рогови и многу се долги. Тој натаму се смееше. Ти си неправедно, џуџенце мое. Јас и не знаев ништо да цртам освен змии и боа. Ах, сето тоа ќе оди, децата знаат. Тогаш му нацртав една наглавка за муцка и срцето ми се стегна кога му ја дадов. Ти имаш некакви планови за кои јас не знам? Но тој не ми одговори, само рече. Знаеш, утре ќе стане една година од моето паѓање на земјата.
Потем по една пауза тој уште рече: Паднав, тука близу. И тој се вцрви. А јас пак, не разбирајќи зошто, повторно почувствував некаква чудна тага. Но сепак ми падна на ум едно прашање. Значи не е случајно што она утро пред 8 дена кога те запознав, ти шеташе сосем сам на 1000 милји далеку од секаква населба. Ти, значи, се враќаше на точката на твоето паѓање. Малиот принц се уште црвенееше. Колебајки се, јас додадов: Може би заради годишнината? Малиот принц повторно поцрвене. Тој никогаш не одговараше на прашања, но кога човек ќе поцрвене, тоа значи да, нели? Ах, му реков, страв ми е. Но тој ми одговори: Ти сега мораш да работиш. Треба да се вратиш кај својот авион. Јас ќе те чекам овде. Дојди утре вечер. Но јас не се охрабрив. Се сетив на лисицата. Кога ќе дозволиш да те припитнумат, тогаш мораш малку да поплачеш. Глава 26. Крај бунарот имаше една урнатина, некаков стар ѕид од камења. Едната вечер, кога се враќав од мојата работа, оддалеку го здогледав малиот принц, седнат горе на ѕидот со нозете обесени надолу. И го чув како вели: Значи така, ти не се сеќаваш? Велеше тој. Тоа не беше токму овдека. Без друго, некој друг глас му одговараше, оти по малку време тој пак рече: Да, токму на денешниот ден, но не токму на ова место. Јас продолжив да одам кон ѕидот. Се уште никого не гледав и никого не слушав. А меѓутоа малиот принц зборуваше натаму: Се разбира, ти ќе видиш каде почнува мојата трага во песокот. И има само да ме чекаш. Оваа ноќ ќе бидам тука. Бев на 20 метри од ѕидот и се уште не гледав никого. Малиот принц по кратка пауза го рече и ова: Имаш ли добар отров? Сигурен ли си дека нема многу да се мачам? Јас застанав, срцето ми се стегна, но се уште ништо не разбирав. Сега оди си, рече тој. Сакам да се симнам. Тогаш и јас го спуштив погледот надолу и видов еден поскок. Беше исправен кон малиот принц. Тоа беше една од оние жолти змии што го отепуваат човека за 30 секунди. Барајки го низ джеб својот револвер, почнав да трчам, но од мојот шум змијата полека се слизна во песокот како блик вода што замира и не брзајки многу се вовлече во камењата со еден лесен метален шум. Стасав токму навреме да го пречекам враце малото џуџе принц, бледо како снег. Што е ова? Сега и со змии зборуваш? Му го одврзав неговото златно шалче. Му ги наводенив слепоочниците и му дадов да се напие вода. Потоа не смеев ништо повеќе да прашувам. Тој сериозно ме гледаше и ме прегрна. Го чувствував неговото срце како чука, како срце на птичка што умира кога ќе ја погодат со пушка. Тој ми рече: Мило ми е што си го пронашол она кој не достигаше на твојата машина. Сега ќе можеш да се вратиш дома. Од каде знаеш ти? Јас токму тогаш сакав да му кажам дека наспроти се, сепак успеав во работата. Тој ништо не ми одговори, но додаде: Јас исто така денеска ќе се вратам кај мене. Потем тажно: Тоа е многу подалеку, многу потешко. Чувствував многу добро дека се случува нешто чудно. Го стегнав во моите раце како некое детенце, но сепак ми се чинеше дека тој вертикално пропаѓа во некое бездно, без да можам да го задржам. Тој имаше сериозен поглед, загубен некаде во далечината. Јас ја имам твојата овца, а имам и кафе за неа. Ја имам и на главката за муцката. И тој тажно се насмевна. Чекав долго време. Почувствував дека тој малку по малку се затоплува. Џуџе мое, ти се плашиш. Тој се плашеше, се разбира, но сепак благо се насмевнуваше. Вечерва, ќе се плашам многу повеќе.
Повторно почувствував студени трпки од она чувство на непоправливост на работите. И тогаш разбрав дека нема да ја поднесам помислата да не ја слушам веќе неговата смеа. Тоа беше за мене како некаков извор во пустината. Џуџенце мое, сакам уште да ја слушам твојата смеа. Но тој ми рече: Оваа ноќ ќе стане 1 година. Мојата звезда ќе биде точно над местото каде што паднав минатата година. Џуџенце мое, нели треба само еден лош сон, тој расказ за змијата и за состанокот и за звездите? Но тој не одговори на моето прашање. Ми рече: Се разбира. Она што е важно не се гледа. Се разбира. Тоа е како цвеќето. Ако сакаш едно цвеќе што се наоѓа на некоја звезда, тогаш е убаво и ноќе да го гледаш небото. Сите звезди се расцутени. Се разбира. Тоа е како со водата. Онаа што ми ја даде да ја пијам беше како музика, поради оној чекрк и поради јажето, се сеќаваш ли? Таа беше толку убава. Се разбира. Ти ноќе не ги гледаш звездите. Мојата е многу малечка за да можам да ти ја покажам. Подобро е така. Мојата звезда за тебе ќе биде една од звездите. Тогаш ти ќе сакаш да ги гледаш сите звезди. И потем јас ќе ти направам еден подарок. Тој уште се смееше. Ах, малечко мое добро џуџенце, сакам да ја слушам твојата смеа. Токму тоа ќе биде мојот подарок. Тоа ќе биде како со водата. Што сакаш да речеш? За луѓето звездите не се исти. За едни што патуваат звездите се водачи, а за други тие не се ништо друго туку малечки светулки. За оние што се учени, тие се проблеми. За мојот бизнисмен тие беа злато. Но сите тие звезди молчат. Ти ќе имаш звезди како никој што ги немал. Што сакаш да кажеш? Кога ноќе ќе го гледаш небото, тебе ќе ти се чини како да се смеат сите звезди. Оти јас ке живеам на една од нив, оти јас ке се смеам. И ти ќе имаш звезди што ќе знаат да се смеат. И тој уште се смееше. И кога ти ќе се утешиш, луѓето секогаш се утешуваат, ќе бидеш среќен што си ме запознал. Ти секогаш ќе бидеш мој пријател. Ти ќе сакаш да се смееш со мене. И понекогаш ќе го отвориш прозорецот само така од задоволство. А твоите пријатели ќе бидат зачудени кога ќе те видат да се смееш гледајќи го небото. Тогаш ти ќе им кажеш: Да, звездите секогаш ме засмејуваат. И тие ќе мислат дека си се збудалил. Јас така ќе ти направам итра игра. И тој уште се смееше. Тоа ќе биде како да сум ти дал наместо звезди еден куп малечки звончиња што знаат да се смеат. И тој уште се смееше. Потем стана сериозен. Оваа ноќ, знаеш, не доаѓај. Јас нема да те оставам. Јас ке се преправам дека ми е лошо. Помалку ќе изгледам како пред умирање. Така е. Не доаѓај да гледаш. Тоа не е тешко. Јас нема да те оставам. Но тој беше загрижен. Јас ти велам така, заради змијата. Оти таа може да те касне и тебе. Змиите се лоши. Може да те касне и од туку така. Но јас нема да те оставам. А него нешто како да го охрабри. Туку, тие немаат отров за повторно касање. Таа ноќ не го сетив кога тргна. Тој полека се извлекол. Кога успев да го стигнам, одеше решително и со брз чекор. Само ми рече: Ах, ти си тука? И ме фати за рака. Но се уште се мачеше. Си сгрешил, тебе ќе ти биде тешко. Јас ќе изгледам како мртов, но тоа нема да биде вистина. Јас молчев. Разбираш, зашто тоа е многу далеку. Јас не можам да го однесам дури таму ова свое тело. Тоа е многу тешко. Јас молчев. Но тоа ќе биде како некаква стара напуштена корупка. Старите корупки не се тажни. Јас молчев. Тој малку се обесхрабри, но направи уште еден напор. Тоа ќе биде убаво, знаеш. Јас исто така ќе ги гледам звездите.
Сите звезди ќе бидат бунари со раѓосани чекреци. Сите звезди ќе ми даваат да пијам. Јас молчев. Тоа ќе биде толку забавно. Ти ќе имаш 500 милиони звончиња, јас ќе имам 500 милиони извори. И тој исто така замолче, оти плачеше. Тоа е тука. Остави ме малку сам да почекорам. И седна, оти му беше страв. И уште рече. Знаеш, моето цвеќе, јас сум одговорен за него, а тоа е толку слабо и толку наивно. Тоа има само 4 никакви трнчиња што го бранат од светот. Јас седнав, оти не можев повеќе да стојам на нозе. Тој ми рече. Ете, тоа е се. Уште малку се двумеше, потем стана. Направи еден чекор. Јас не можев да се помрднам. Видов само една жолта молња. Тој постоја неподвижен еден момент, не викаше ништо. Полека падна како што паѓа дрво. Дури ни шум не се слушна поради песокот. Глава 27. А од тогаш еве има веќе 6 години. Јас уште никогаш на никого не сум му ја раскажал таа случка. Другарите кои повторно ме видоа беа многу среќни што сум останал жив. Јас пак бев многу тажен, но им велев. Тоа е од измореност. Сега веќе малку се утешив. Всушност, не сосем. Но јас сум сигурен дека тој ќе се врати на својата планета, оти утредента во мугрите не го видов неговото тело. Тоа не беше некое тешко тело. И сега сакам ноќе да ги слушам звездите. Тоа е како 500 милиони звончиња. Но еве, се случи нешто многу чудно. На наглавката што ја нацртав за малиот принц, сум заборавил да ја доцртам една врвца од челик. Така тој никогаш не ќе може да ја наглави на својата овца. Сега се прашувам, што се случило на планетата? Може би овцата го изела цвеќето? После си велев, сигурно не. Малиот принц го поклопува своето цвеќе со капак од стакло и добро ја чува овцата. Тогаш сум среќен и сите звезди нежно се насмевнуваат. Помалку пак си велам. Понекогаш човек е расеан и тоа е доволно. Може би некоја вечер тој го заборавил стаклениот капак или пак овцата без шум излегла ноќе. Тогаш сите звончиња стануваат солзи. Ете, тука е најголемата загадка. За вас што го сакате малиот принц, како и за мене, ништо на светов нема поважно од тоа дали некаде, не се знае каде, една овца што не ја познаваме изела или не една ружа. Гледајте го небото, прашајте се, дали овцата го изела цвеќето или не, и ќе видите како се менува. А возрастните, никој од нив никогаш не ќе разбере дека тоа има толку голема важност. Ова е за мене најубавиот и најтажниот пейзаж на светот. Тоа е истиот оној пейзаж од 73 страници, но јас уште еднаш го нацртав за да ви го покажам поубаво. Еве овдека малиот принц се појави на земјата, а потем исчезна. Гледајте го внимателно тој пейзаж за да бидете сигурни дека ќе можете да го познаете ако еден ден патувате по Африка низ пустината. И ако ви се случи да поминете од тука, ве молам не брзајте, почекајте малку токму под звездата. И ако тогаш дојде едно детенце, ако се смее, ако има златна коса, ако не одговара кога го прашувате, тогаш точно ќе погодите дека е тој. Затоа бидете добри. Не оставајте ме толку тажен. Пишете ми веднаш дека тој се вратил.